добре дојдовте. Стартуваме уште една нова работна недела. Не знам кој колку и дали воопшто одмораше овој викенд, ама едно знам сигурно. Екипата на Backstage баш напорно работеше викендов кој измина. И на самиот старт да видите што сработевме. Дани и Ева на лудилото Exit. Главниот виновник за добрата атмосфера Дейвид Гета. Exit анкета. Зошто камперите не одбрале хотелско сместување? The music and the artist is a lot, and it's a lot of genre of music, of kind of music, and I love the festival and the people, the friendship, and the... Backstage на Кочани Aqua Summer Festival. Ексклузивни гости на вечерта Банкледекс и DJ Tom Craft. Кон крајот на изминатата недела имавте шанса да го проследите пристигнувањето на дел од екипата на Backstage токму во Нови Сад. Тоа значи дека ви е апсолутно јасно дека токму Backstage ја има ексклузивата за се она што се случува на Петрова-Радинската тврдина во изминатите неколку дена, односно што се случува на Exit 2016. Нашата екипа имаше цел викенд пред себе, полн со настапи и секако невидена Exit еуфорија. Даница Караташова и Ева Јакимовска се Backstage девојките кои што можевте да ги забележите на секаде на Петрова-Радинската тврдина. Ева, што ќе ни пренесат од таму? Здраво, дечки! Здраво, студио! Ева на мене и Дани повторно од Exit. Денеска ви раскажуваме за сето она што се случуваше во петокот и за спектакуларниот настап на Дейвид Гета која запали публиката и ја држеше на ноза се до ранните утрински часови. Ви пренесуваме дел од атмосферата. Втората вечер на Exit повторно лудило. Огромен број гости од сите земји и откачена атмосфера. Овој пат апсолутен хит на вечерта беше светски најпознатиот диџеј Дейвид Гета. Човекот кој има преку 2 милиарди прегледи на песните на YouTube и огромен број на публика не за прв пат на мејнстејџот на Exit. Овој пат со дупло повеќе хитови од пред некоја година, но и со дупло повеќе фанови. Додека го чекавме да излезе на сцената, нашата анкета ве открива не само како си поминуваме на Exit, туку и дека Гета е омилен меѓу присутните. How do you like being here on Exit? It's good, man. Yeah, it's good. Having a lot of fun. We like it so much. Do you have your favorite artist? Of course, David Guetta. David Guetta. Can you... By tonight or yeah, David Guetta. David Guetta for tonight and for the whole Exit. Where are you from? Originally from Germany, yeah. How do you like being here on Exit? I love it. I haven't been to Serbia before. I haven't been to like a night or evening festival before, and I love it. Yeah. Do you have your favorite artist on Exit? Sorry? Your favorite artist on Exit? I don't know. Prodigy, David Guetta. There are some DJs that I think you just see them here and then you're a fan, so yeah. Exit is a great festival, I really like it. I'll probably be here next year, so stop. Yeah, it's okay. Do you have your favorite artist on Exit? What? Your favorite artist? No, I don't. Like, these guys were great as some kind of funk, so it's okay. Yeah, they're here before hip hop, so stop. Yeah. Do you like Geta? Yeah, fuck Geta, you know. Hi. Don't say fuck. Hi, Mom. Sad sam okej. Како ти се допаѓа тука на Exit? Pa dopada mi se mnogo, ovde sam već 5. godinu za redom, tu sam iz okoline Novog Sada, tako da jako mi je lepo. Da li imaš omiljen artist večera? David Guetta. Jako bi volio da ga vidim, ali nemam kartu. Šta planiraš da uradiš? Ili da kupim kartu ili nekog da prebijem. Treće nema. Molim. Причината заради која е омилен ја оправда со самото појавување на стејџ. Извонредните ефекти и звук направија вистински бум.
најдобриот продуцент и диџеј на сите времиња, Дейвид Гета, вечерва на мејн стејџот направи вистински спектакл кој сме сигурни дека ќе се памети уште долго време. Мејн стејџот може би е примал за да ги собере сите оние кои сакаат да слушаат музиката на Дейвид Гета. И во остатокот од вечерта ни очекува експлозија, позитивна енергија, разиграна публика и добра забава, која не смее да се пропушти. Уживајте! Да напоменеме дека и на останатите стејџи имаше големи забави, но времето на екзит толку брзо поминува што не можеш да постигнеш да ги посетиш сите. Успеавме да поминеме низ гужвата и да се префрлиме на Fusion стејџот, а еве што се случуваше таму. Од мејн стејџот се префрламе директно на Fusion стејџот и така што можете да забележите и тука преавладува позитивната енергија на присутните. Во друштво сме на познатата балканска звезда Едо Мајка. Одлична забава за љубителите на хип-хоп музиката. Нашата екипа беше во дружба со позитивни луѓе од целиот свет, а бекстејџ е познат насекаде. Еве како присутните ги поздравија нашите гледачи. I'm Cameron and you're watching Backstage Macedonia, bitches! Македонски, само македонски. Јас сум Тамара од Битола. Јас гледам само македонски телевизор. Јас сакам Македонија. I'm Patesh and I watch Big Stage Macedonia. Woo! Macedonia! Woo! Let's go fucking Orange! We love Let's go fucking Orange! Ćao, јас Стефан и гледате Backstage Македонија. Така? Во Македонија. Јас сум Иван и ви гледате Big Stage во Македонија. Екзит и бекстејџ заедно шират љубов. Му помогнавме на Иван од Нови Сад да ја поздрави својата прва љубов од Кавадарци. Чекај бре. Само да поздравим Емилија Јорданова во Кавадарце. Чао. Гости од секаде и секој со свој стил и приказна. Несомнено е дека екзит е атракција за сечие око и уво. Еве кој се сретнавме. So how do you feel tonight on Exit? I feel absolutely amazing. So why do you wear this costume? I like orange. Okay. Orange is my favorite color. I see you've got some orange as well. No, this is yellow. You could have played along, but you were like, no. This is yellow actually. Okay, do you have a favorite artist here today? Favorite artist? Yes. I can't wait for David Guetta. I love David Guetta. He really turns me on. I'm a crazy Brazilian lion. Oh. That's it. Thank you. Do you have favorite artist tonight? David Guetta for sure. Ова беше уште една интересна вечер на Петрова Радинската тврдина, а нам не ни преостана ништо друго освен добро да се одмориме и да собереме сили за останатите 2 дена, затоа што сме сигурни дека не чека незаборавна журка. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Местото каде што започнува денот и одморот за посетителите на Екзит. Екзит кампот е место преполно со луѓе од целиот свет. Таму ги имаат сите потребни услови за да преживеат. Ние бевме и видовме, а сега ви пренесуваме како тоа изгледаше. Насекаде низ градот владее фестивалска атмосфера.
а местото каде се собрани буквално повеќе од пола од гостите е Екзит кампот. Овој пат покрај плажа со одлична организација, безбедност и услови за лична хигиена. Местото каде што почнува и завршува денот на позитивните луѓе од сите страни на светот. Се наоѓаме во Екзит кампот кој што е сместен близу плажата Штранд и како што кажуваат посетителите, оваа локација е поатрактивна за разлика од досегашната. Камперите тука си поминуваат одлично и ги имаат сите услови за да преживеат. Еве како се забавуваат. Поставени шатори во најразлични бои, знамења на своите родни земји, разиграни минувачи, уморни луѓе, е само дел од она што се наоѓа во кампот. Ова место е едноставно одлична дружба за сите. Еве како низ нивни очи изгледа Екзит кампот. Okay, because the music and the artist is a lot, and it's a lot of genre of music, of kind of music, and I love the festival and the people, the friendship, and the. Okay. Why do you choose camping and not hotel? Because I love to stay with other people, and this experience now I'm young and I can do it. If when I was old, I go to the hotel, but now I enjoy staying camping. Really, really good. I really like the campsite. It's really nice. Feel very safe as well. So, yeah. Why did you choose camping instead of hotel? We just thought it was more like a community and like make friends. It's not the best camping, but you get over it. It's fine. Like it's good. Yeah. Because it's good. It's fun. There's so many people that want to have fun, and we can drink. Yeah, meet. Журката е тука. Да. Цело време. Позабавно е тука. Од цел свет луѓе има. Се дружиме. Дали ги имате сите потребни услови за да може да преживеете? Па да. Because it's better stay with the other person, stay in the tent. We have a big tent and we have all the things for do a party in the camp. And it's cheaper than hotel and hostel. Како што велат тие, можеле и да изнаемат хотелска соба за да им биде поудобно, но дружбата со нови пријатели е дефинитивно подобра опција. И другата година повторно би се вратиле на истото место и повторно би го одбрале кампот. Бекстејдж екипа од Скопје и сите оние кои не следите во моментов. Толку беше од нашето истурено студио во Нови Сад. Ги пакуваме куферите и импресиите и полека се упатуваме кон Скопје. Се гледаме утре на домашен терен. Чао! Ова лето во Бекстејдж, традиционална телевизиска ексклузива од Екзит. Ели Голдвинг. Дейвид Гета. Thinkless. Prodigy. Hurts. И многу други на Петроварадинска, исто како и нашата екипа. Под чадорот на Ријана. Му се враќаме на Сигет. 9 дена на островот на Слободата, со повеќе од 400.000 посетители и над 60 сцени. И најголемата поп звезда на денешницата, Ријана. Локално на The Festival со Роджер Санчез. На Пивофест со Fly Project. Ова лето екипата на Бекстејдж на сите големи настани во земјата и регионот. Ова лето единствениот естраден магазин кај нас, директно од најголемите случувања околу нас. Ова лето Бекстејдж во полн сјај, директно во вашиот дом.
продолжение ви пренесуваме атмосфера од уште еден фестивал кој се случи токму во Македонија. Заминавме за Кочани на Aqua Summer Festival, кој се случуваше 3 дена, а ние бевме на вториот ден. Како звезди на вечерта, кога ние пристигнавме таму, беа Bangladex и DJ Tom Kraft кој пристигна од Германија. За овие првите можеби не знаете, ама еве јас ќе ви кажам дека се грци и дека прават исклучително добра светски призната музика. Нашите девојки беа таму и еве како пренесуваат. Летното лудило не е синоним само за екзит. Лудило се случуваше и во Македонија. Конкретна локација Кочани, а настанот Кочани Aqua Summer Festival. Зошто го споменуваме овој фестивал? Вечерта ја одбележаа Bangladex на уникатно светски начин, но фактот што за малкумина ќе делува нереален е дека тие се всушност грци, иако прават музика во светски рамки. Just for people to have fun. You know, music is for the soul and it's for a good purpose. It's supposed to make you feel good or sad sometimes, but it's supposed to make you feel, so that's the important thing. And tonight in Kochani, what the audience can expect? Just to have a good party and dance tonight. That's what we can offer. Good time. Hi, we're Bangladesh and you're watching the Backstage Show. Забавата продолжи. По Bangladex на сцената настапи Том Крафт, диџеј од Германија. Неговото долго искуство беше гаранција за добра забава. Така и беше. No, it's not my first time. My first time in this city, but as far as I see it, it looks very good. What this audience could see tonight? A good time, a good party, and not more. What's your message that you're sharing through the world? My message to the world is party peaceful.
Аква Самар фестивалот во Кочани изобилуваше со богата програма. На сцената настапија многубројни диџеи, меѓу кои и нашиот Панчо. По вечерашната забава, Аква центарот на Кочанчани им приреди уште една таква, ама овој пат во цветлосните зраци на сонцето. Многу луѓе на едно место. Единствено комарците беа непоканети гости. Шо правам? Чешам се, шо да правам? Испоапаваме комарци. Кочански многу се наорис на пани и сега мене изградуваат цел. Кога Панчо се присети на поврзаноста со градот Кочани и кочанската публика, комарците останаа во втор план. Кочани долго време веќе сме, тука има и зимски клуб кај што доаѓаме, а може за прв пат мислам дека прават некој ваков фестивал тука на ваква паркот. И верувам дека е окей, вчера слушнав дека било страшно добро, вечер исто се очекува гужва, 3 дена трае. Човекот улага многу газата што е добро, еден урбан ивент и мене ми е многу драго што не е централизирано све во Скопје, па кога е лето да е во Охрид или во Дојран или во Преспа. Секој град веќе си е препознат во нешто и верувам дека ова ќе стане традиција. Така да Кочани се супер публика и едва чекам да почнам, има пена парти. Денес ја баш ме ставија на тоа и завршувам тука, палам кола и идам на друго. А кога сме веќе покрај базен и муабетиме за летото, прашавме што преферира повеќе, базен или море. Планина. Некам вода, среќа не смрдам пошто се бањам и се душирам. Ама планина ми е стандард, бегам у Крушево цело време, Крушево го сакам со цело моје срце, израснат сум таму. И едноставно кој идам на одмор, идам и почеток на јуни, крај на септември, средина на септември, не само поради летни обврски, него едноставно некам сонце ми смета многу, некам ни вода. Влагам и излагам одма и подсенка. На плажа со сигурност нема да го видиме, но подсенката на стејџот главен е. Пена парти во план, Панчо задолжен за реализација на истата, а сето тоа изрежирано доби ваков ефект. Ако не сте во можност летово да заминете на одмор, тркнете до Аква Центар во Кочани. Таму во едно ви се спакувани Сани Бич, Халкидики и Закинтос. Денеска со нетрпение ја очекуваме екипата на Backstage безбедно да стаса во Скопје. Тоа значи дека јутре ќе имате шанса да слушнете дел од Екзит приказната. Освен Екзит приказната, утре ќе го однесеме во уште еден убав град во Македонија и тоа е со силна причина. Не пропуштајте. Чао. Чао.